Добро утро. Во следните минути ќе позборуваме за извештајот на СОС Детско село ќе зборуваме за извештајот од Меѓаши поврзан со СОС линијата Ало Бушевко. На оваа тема денеска разговараме со Климентина Добревска, која што е координатор на оваа линија. Добро утро, Климентина, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Добро ве најдов. Ово извештај го промовиравте пред 2 дена. Од она што можев јас да го забележам и да го разлистам, да го прочитам извештајот, е дека се помалку деца се осмелуваат да пријават било какво насилство. Што мислите зошто е тоа така? Дали нема доверба во институциите, дали се плашат од откривање на нивниот идентитет? Која е причината? Првенствено затоа што децата се плашат. Многу е тешко да споделите со најблиските, особено со непознати личности, дека сте жртва на било какво насилство. Децата се многу чувствителни и постојано имаат прашања во главата за кои што немаат одговори во однос на тоа зашто им се случувало тоа и што би се случило доколку тие би споделиле. Така што често пати си го ја припишуваат вината на нив и одговорноста за насилството кое што извршено. Меѓутоа сметам дека со Ало Бушевко е тука како СОС линија и дека ќе им доловиме дека тие се имаат можност слободно и без стравови да ги искажат своите чувства, емоции, да ги споделат своите проблеми, а од наша страна ќе бидат ислушани и поддржани. Од тоа што мене најмногу ми падна во очи е зголемениот број на пријави за киднапирање, односно грабнување на деца, што навистина не е наивна појава и е проблем со кој што би требало да се истретира. Колку вакви пријави имаше изминатава година? Изминатава година имаше можам да кажам доста пријави, особено што се случува во период од недела и пол. Беа од одредено подрачје од територијава на Република Македонија, така што во оваа насока Министерството за внатрешни работи како надлежен орган треба да реагира, а ние како СОС линија сме тука должни веднаш по дојавата да ги известиме на надлежните органи за да може да започнат со спроведување на сите тие постапки за да може да се решат ваквите страшни настани. Мене искрено ми е чудно зошто некој кога би имала ваква појава веднаш не се обрати во МВР, односно на бројот 192, туку бара прво помош од кај вас. Мислам дека тоа е некако губење на време. Ги прашувате ли зошто прво кај вас, а не прво таму не веднаш не пријавуваат? Па дел од случаевите се веќе пријавени во полиција откако ќе се пријават кај нас, меѓутоа мислам дека имаме доволно доверба како детска амбасада од страна на населението, па затоа сакаат да пријават и кај нас бидејќи се чувствуваат поддржани и помогнати во однос на тоа. Првенствено затоа што ние како СОС линија веднаш реагираме до центрите за социјални работи, интервентниот тим и до полицијата и сме тука секогаш во чекор со институцијата да ја следиме нивната работа. Давате ли можеби и психолошка поддршка на овие деца кои што потоа каков е исходот, односно дали завршува успешно сето тоа? Па се разбира дека даваме психосоцијална поддршка, меѓутоа за дополнителна работа бидејќи се страшни настани, се од чувствителна природа, понатаму ги упатуваме до организациите и центрите кои што даваат и нудат бесплатна психолошка поддршка и психотерапија за да може да се разработи на тој случај. Се разбира дека тоа не е нешто едноставно што може да се реши и целата таа траума од доживеаното насилство не може да се реши за еден ден. Така што во таа насока ни се обраќа, ние нудиме, сме достапни тука, меѓутоа и со работката со останатите институции ни дополнително ни помага во сето тоа. Може ли да ни кажете дел од овие случаи? Киднапирите се во роднинска врска, се луѓе на кои што децата им веруваат, предпоставувам, па може и еден апел да се внимава во иднина, меѓутоа кога доаѓа од најблизок член од семејството, може би е и тешко да се внимава. Па дел од случаевите кога станува збор за киднапирање или грабнување на дете се или од страна на едниот родител или пак се од некои трети лица, така што апелите се тука, меѓутоа се останува на одговорноста на граѓаните. Ние сме тука постојано присутни, следиме, меѓутоа ваквите страшни ситуации се надевам дека во иднина нема да се случуваат и дека родителите, особено оние кои што се со
нели веќе разведени и се надам дека нема да им дава дополнителен стрес на децата и да ги грабнуваат од другиот се со цел за да може да ги земат кај нив. Особено тоа се случува со родителите кои што старателството припаѓа на другиот родител. Така, покрај овие ситуации имало ли грабнување поради принуден брак? Има. За жал. Има и такви ситуации, има и за продажба на деца ради материјални средства, така што навистина се тешки случаевите и навистина просто да не се поверува до каде можеме ние како општество да отидеме. Се надевам дека ќе бидат се поретки овие ситуации, а децата дека ќе можат да се охрабруваат или блиските да побараат помош веднаш без двоумење. Покрај овие ситуации во кои што деца се грабнувани, често пати се бара помош и поради булинг. Тоа е нешто што е, не знам како да го наречам, можеби модерно насилство во поново време и се почесто и позастапено. Има ли правило? Дали децата од градските, за разлика од рурални средини, се поголеми жртви на булинг, деки тоа е мојот впечаток од оние бројки кои што јас ги прочитав. Знаете како, изминативе години во нашите годишни извештаи практично имаме највеќе застапеност на урбаните средини. Можеби затоа и се чини дека во урбаните средини имаме повеќе застапеност на булингот. Меѓутоа, да не го исклучуваме фактот дека за некои од случаевите, односно дојавувачите остануваат анонимни и ние почитуваме нивната приватност, па затоа и немаме информација од која средина доаѓаат. Но за да направиме некоја разлика каде имам каде е повеќе застапен булингот, дали во урбаните или во руралните средини, мислам дека потребно е поопсежно истражување, каде што ќе се работи токму на тоа. Така, за да стигнат доверба најнапред децата, оние за кои што е наменета оваа СОС линија Ало Бушевко, што вие превземате во врска со тоа? Дали едноставно сите овие пријави и дојави кои што велите и се анонимни поголем број се само во форма на еден податок или пак со нив постапувате? Што се случува доколку едно дете пријави кај вас дека е жртва на булинг? Како потоа вие му помагате, освен што ќе го изслушате? Пред се со самата пријава, како што кажавте вие, го сослушуваме, го заедно остваруваме доверба на дојавувачот или на детето, понатаму ги разгледуваме сите начини на кои што можеме да му помогнеме, ги вклучуваме сите можни страни, надлежните институции, училиштата, во зависност нели од проблемот за кој што ни се јавува, понатаму соодветно и реагираме, дали со дописи до надлежните институции или на било каков друг начин, меѓутоа не е тоа само статистичка целта на СОС линијата не е само за статистички бројки, напротив за директни интервенции и спречување на ваквите нарушување на правата на децата. Клементина, никаде пред крајот на разговорот би ве прашала и околу соработката можеби со социолози или психолози, меѓутоа од аспект на предавања во основните и средните училишта. Дали сте размислувале за ова или пак дали го применувате? Има ли потреба според вас да се направат можеби предавања во училиштата во кои што токму акцентот ќе биде на тоа да се покрене свеста од опасноста од врсничко насилство? Во нашето долгогодишно работење, особено на програмата за мировно образование, тоа е практика. Соработуваме со голем број на училишта во кои што се фатени наставниот кадар и стручните служби, во кои што преку проекти, различни нели вебинари, пресконференција и ги вклучуваме и децата преку денси, форум театри, баш говориме на тема на насилство и дискриминација, па во таа насока сакам можам да споделам дека долго години навистина се трудиме и во образованието да влезе темата насилство и се со цел за да се превенира. Многу е сериозно во врсничко насилство, тоа верувам ќе се согласат сите и би сакале преку вакви разговори или апели да ја покренеме свеста за тоа дека не треба да се случува. Клементина, јас тука некаде ќе ве заблагодарам на издвоеното време и за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. Тоа беше Клементина од првата детска амбасада во светот. Меѓаше на тема врсничко насилство и СОС линија Ало Бушевко.